Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе почнеме со обработка на глава 16 од Евангелието според Матеј. Во неа читаме за продолжението од конфликтот помеѓу Господ Исус и фарисеите и садукеите. Не само тоа, туку во оваа глава ќе читаме за разговорот на Исус со неговите апостоли, кој се однесува на неговиот идентитет, а и за најавата за смртта и воскресението, кои допрва ќе се случат. Според оваа кратка најава, се надевам дека добивате впечаток колку е важен овој дел од Евангелието. Фарисеите и садукеите веќе неколку пати влегоа во конфликт со Господ Исус, бидејќи неговите зборови и дела на моменти ги шокираа. Сега повторно доаѓаат кај него со едно интересно барање. Стихови 1 до 3. Тогаш пристапија кон Исус фарисеите и садукеите и искушувајќи го побараа да им покаже чудо од небото. Тој, одговарајќи им, рече: навечер велите, ќе биде ведро зашто небото е црвено, а наутро денески има невреме зашто небото е матно. Лицемери, изгледот на небото можете да го распознавате, а знаците на времињата не можете? Не знам дали ќе се сетите, но во глава 12, стих 38, фарисеите и книжниците дојдоа кај Исус со исто барање, да покаже некаков знак. При таа средба, Господ Исус рече дека ќе им биде даден знакот на Јона. Овој пат има малку поинаква првична реакција. Тој им ги насочува мислите кон времето и како тие се обидуваат да даваат временски прогнози врз основа на тоа што го гледаат. Знаеа да ги препознаат појавите на небото и да го погодат времето, но не знаеа да препознаат кој е тој што е пред нив. Иако се обидоа да го фатат во замка за да го обвинат, сепак самите тие покажаа дека се лицемери. Стих 4. Род лукав и прелюботворен бара знак, но знак нема да му се даде, освен знакот на пророкот Јона, па оставајќи ги си замина. Господ Исус знаеше дека тој разговор не води никаде и затоа си замина, но пред да го напушти местото, повторно им кажа дека ќе им биде даден знакот на Јона. Поентата на знакот на Јона е тоа што, како што Јона беше 3 дена во стомакот на рибата и потоа пак се најде на копно, така и Господ Исус ќе биде 3 дена умрен и потоа ќе воскресне. Патем, според тоа што го читаме во оваа глава, можеме да заклучиме дека во тоа време луѓето имаат 3 мислења во однос на Господ Исус. Прво, фарисеите и садукеите сметаа дека е богохулник и некој кој го заведува народот на погрешен пат. Второ, поголемиот дел од народот го сметаа за Јован Крстителот, Илија, Еремија или некој од пророците. Трето, неговите ученици предпоставуваа дека тој е Месијата, синот на живиот Бог, и Петар тоа го кажа пред Исус. Во следните стихови, Господ Исус ги предупредува учениците против лошото учење на фарисеите и садукеите, но го прави тоа на сликовит начин. И преоѓајќи на спротивната страна, учениците негови заборавија да земат леб. Исус им рече: внимавајте и чувајте се од квасецот фарисејски и садукејски. Кога некој ќе ви каже да се пазите од нешто, тоа значи дека сте во некаква опасност. Во стиховите кои ги прочитавме, Исус им вели на учениците да се пазат од квасецот, односно погрешното учење на фарисеите и садукеите. Но, забележете ја реакцијата на апостолите. Се чини дека воопшто не ги разбраа Господовите зборови. Стих 7. А тие помислија во себе и си рекоа: тоа е што не зедовме леб. Апостолите го промашија значењето на зборот квасец. Стих 8. Но Исус ги разбра и им рече: маловерни, зошто мислите во себе дека не сте зеле леб? Причината поради која ги нарекува маловерни
е затоа што видоа голем дел од неговите чуда, а се уште не сватија што сака да им каже. Стихови 9 до 12. Уште ли не разбирате и не помните за 5 леба на 5000 души и колку кошеви собравте? Ниту за 7 леба на 4000 души и колку кошници собравте? Како не разбирате дека не ви зборував за леб? Чувајте се од квасот фарисејски и садукејски. Тогаш разбраа дека тој им беше рекол да се пазат не од лебниот квас, туку од учењето фарисејско и садукејско. Значи, според господовите зборови, квасецот во овој контекст е слика за лажното учење. Неговото предупредување се однесува на учењето на фарисеите и садукеите, кое во одредени суштински аспекти беше погрешно и наместо да ги приближи луѓето поблиску до Бог, тоа само ги оддалечуваше од Него. Ние денес, иако помеѓу себе немаме фарисеи и садукеи, сепак треба да бидеме внимателни во однос на тоа кој се има влијание врз нашите животи и на какви учења сме изложени. Доаѓаме до еден важен разговор кој се одвива во Кесарија Филипова. Господ Исус разговара со неговите ученици во однос на неговиот идентитет. И при овој разговор за прв пат го користи зборот црква. Да ве подсетам, според мене ова евангелие е клучно за разбирањето на целото свето писмо. Затоа би ве охрабрил внимателно да им пристапите на овие зборови, бидејќи ова е еден од најважните делови во самото евангелие. Забележете што се вели во стих 13. И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и рече: што велат луѓето, кој е синот човечки? Кесарија Филипова се наоѓа на северот и од овој момент Господ Исус и учениците ќе почнат да се движат јужно кон Ерусалим. Но, пред да тргнат на тоа патување, на учениците треба да им се разјаснат две нешта: кој е Исус и што тој ќе направи. Би рекол дека истото се однесува и за нас денес. Нам како христијани треба да ни бидат јасни две нешта: кој е Исус и што тој направи за нас. Ако овие две нешта ги сватиме како што треба и веруваме во нив, ние ќе го наследиме вечниот живот. Прво, Господ Исус ги праша учениците: што велат луѓето, кој е синот човечки? Ова е едно од најважните прашања, кои секој човек треба да се ги одговори. Што мислите вие? Кој е синот човечки? Односно, кој е Исус Христос? Од одговорот на ова прашање, делумно ќе зависи вашата иднина во вечноста. Конкретно, во оваа ситуација, Господ Исус праша што мислат другите за Него, оние кои ги слушаат Неговите поуки и слушаат за Него. Со оглед на тоа што апостолите беа помеѓу народот, тие му ги дадоа мислењата кои кружат помеѓу луѓето. Тие одговорија: едни дека е Јован Крстител, други дека е Илија, а некој дека е Еремија или дека е еден од пророците. Некои велеа дека е Јован Крстителот. Јован беше навистина голем човек и добар учител, и луѓето го препознаа тоа. Денес некои луѓе би го рекле истото за Исус, дека е само добар учител. Други пак велеа дека е Илија. И пророкот Илија беше позната личност, која остави свој белег во историјата. Трети велеа дека тој е Еремија или некој од пророците. Да, вистина е дека во неговата служба Господ Исус имаше пророчки елементи, но да се каже дека е само пророк не е доволно. Народот гледаше што тој вели и какви чуда прави и се обиде да го објасни тоа што го гледа. Но, за жал, луѓето не беа во право. Може би со своите мислења доловија некои аспекти од Исусовиот идентитет, но не и суштината. Но, верувам дека и денес, ако излезете на улица и ги прашате луѓето кој е Исус, ќе добиете од прилика слични одговори. Познавам еден млад проповедник кој е навистина екстровертен по природа.
Секогаш прави нешто необично и кога ме слушна да зборувам за овие нешта, тој излезе на улица и почна да ги прашува луѓето што мислат за Господ Исус. Многумина му рекоа дека тој е еден од најдобрите учители во историјата. Други дека е основач на религиозно движење, трети дека е добар човек и така натаму. Ретко кој од нив го нарече Господ или Месија. Откако ги слушна мислењата на другите луѓе, сега Исус го насочува вниманието кон мислењето на апостолите. Стихови 15 и 16. А тој им рече: а вие, што мислите, кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, синот на живиот Бог. Се до овој момент, ова беше најточната изјава која некој човек ја даде за Господ Исус. Тој е Месијата, синот на живиот Бог. Стих 17. Тогаш Исус му одговори и рече: блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец, кој е на небесата. Никој не може да го нарече Исус Господ, освен преку Светиот Дух. Само Духот може да ни го разјасни неговиот идентитет и да ни даде вера во него. Затоа Исус му рече на Петар дека тело и крв не му го дадоа тоа откровение. Некои луѓе велат: и јас да бев со Исус 3 години, немаше да ми биде тешко да го препознаам како Господ. Но, до овој момент, апостолите беа со него 2,5 години, а и без тоа, Светиот Дух е денес на земјата и активно действува во луѓето, како што на Петар му го откри Исусовиот идентитет. Истото може да го стори и за секој од нас. Забележете што пишува во стих 18. А јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Ајде за момент да размислиме за овие зборови. Врз кој камен Господ ја изгради својата црква? Некој смета дека станува збор за апостолот Петар, но тоа не е вистина, бидејќи тука има игра на зборови. Во грчкиот јазик се користат зборовите Петрос за Петар и Петра за камен, и затоа особено оние кои припаѓаат на римокатоличката црква сметаат дека токму апостолот Петар е основата врз која црквата е изградена. Други пак сметаат дека Петровата исповед за идентитетот на Христос е каменот врз кој црквата е изградена. Но, од перспектива на целото светописно учење, ниту првата, ниту втората опција не се возможни. Јас лично сметам дека самиот Христос е каменот, односно основата врз која црквата е изградена. Црквата е изградена врз Христос. Таа не е човечка творба за да биде изградена врз човек. Христос е аголниот камен врз кој е поставена црквата. Патем, во овој стих, за прв пат во Новиот Завет се користи зборот црква и се разбира дека Господ Исус зборува за иднината, бидејќи црквата се роди на Педесетница при спуштањето на Светиот Дух. Исус не вели ја градам црквата своја, туку ќе ја изградам. Во стихот Господ Исус вели дека и вратите на пеколот нема да ја надвладеат црквата. Зборот кој е преведен како пекол е истиот збор кој во Стариот Завет се користи за да се опише и смртта. Со други зборови, тоа значи дека и самата смрт нема да успее да ја надвладее црквата. Вистина е дека додека сме тука на земјата, ние се соочуваме со смртта и тоа е непријатна реалност и факт од животот. Но доаѓа момент кога Господ Исус ќе се врати повторно на овој свет и со глас на архангел ќе ги повика верните кои се мртви и тие ќе воскреснат. Преку својата смрт и воскресение, тој ја победи смртта и сите кои веруваат во него ја имаат истата победа. Стих 19. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство, и што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата, а што ќе разврзеш на земјата, ќе биде разврзано и на небесата.
Кому му се дадени клучевите од небесното царство? Само на апостол Петар? Не, туку им се дадени на сите кои го исповедаат Исус како Спасител. Со други зборови, ако си Божјо дете, ти ги имаш клучевите од небесното царство, како и секој друг искрен верник. Од нас се очекува со тие клучеви да ја отклучиме вратата од царството за и други луѓе да влезат низ неа. Стих 20. Тогаш Исус им заповеда на учениците своји да не кажуваат никому дека тој е Христос. Не е доволно само да знаеме кој е Исус, туку и што тој направи. Откако учениците добија потврда за идентитетот на Господ Исус Христос, сега дојде време тој да им ги објави настаните кои следуваат, односно да ја најави неговата смрт и воскресение. Сигурен сум дека тие не очекуваат такво нешто, но мораше да ја знаат вистината. Стих 21. Од тогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека тој треба да отиде во Ерусалим и да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците, и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. Господ Исус го стори тоа не само за учениците, туку и за тебе и мене. Ова е Евангелието. Евангелието е радосна вест за Христовата смрт со која тој плати за нашите гревови. Се разбира, радосна вест и за неговото воскресение. Затоа велам дека не е доволно само да знаеме кој е тој, туку и што се направи за нас. Патем, ова е прв пат како што тој зборуваше за смртта и воскресението. Мислам дека апостолите беа шокирани и подоцна ќе ви кажам зошто. Додека одеа кон Ерусалим, Господ Исус во 5 различни наврати им кажа на апостолите дека ќе биде предаден и ќе умре. Тие очекуваа дека Месијата ќе дојде да ги победи римјаните и ќе ги ослободи евреите од угнетувањето. Наместо тоа, Месијата им вели дека наскоро ќе биде убиен. Стих 22. А Петар го повлече настрана, почна да му говори зборувајки: биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи. Петар како да сакаше да му каже: не, чекај малку, ти си Божји син, како така велиш дека ќе бидеш убиен? Крстот воопшто не се совпаѓаше со замислите на апостолите. Стих 23. Но тој се заврте и му рече на Петар: бегај од мене, Сатано, ти си ми соблазна, зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко. Господ Исус му се обрати на Петар со зборот Сатано. Необично, зарем не? Прашањето е, зошто го стори тоа? Зошто човекот кој е назначен за апостол да биде наречен Сатана? Одговорот е едноставен, бидејќи Сатаната сакаше да ги спречи Исусовата смрт и воскресение. Сатаната беше тој кој му понуди царства и слава, за да го одврати од планот на таткото. Со самото тоа што Петар му кажа на Исус дека нема да умре, тој го кажа она што Сатаната всушност сакаше да се случи. Но, години подоцна, Петар напиша дека преку Исусовите рани ние добиваме духовно исцеление. 1 Петрово, глава 2, стих 24. Каква промена се случи во неговиот живот? Првично, тој поттикнат од Божиот свет дух исповеда дека Господ Исус е Месијата и Божиот син. Потоа му дозволи на Сатаната да го измами и да се спротивстави на смртта на Исус. А сепак, на крај Бог го обнови и му даде инспирација да пишува за придобивките од Исусовата смрт и воскресение. Стих 24. Тогаш Исус им рече на учениците своји: ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека ме следи. Многу ќе беше полесно Господ Исус да не повика да го следиме и при тоа да ни каже да се откажеме само од некој порок или некој луксус. Но не, тој побара од нас да се одречеме од самите себе. Според мене, тоа е едно од најтешките нешта во животот. Не само што бара да се одречеме од себе,
туку и да го земеме својот крст и да го следиме. Тој не повикува да го земеме неговиот крст, туку својот. Секој од нас има свој крст кој му е даден од Бог да го носи. Ако го следиме Господ Исус, тој ќе ни даде сила да го носиме тој крст на богоугоден начин. Стихови 25 до 27. Зашто кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби, а кој ќе го загуби својот живот заради мене, ќе го најде. Зашто каква полза е за човек, ако го придобие целиот свет, а на душата своја и на пакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто синот човечки ќе дојде во славата на својот Отец, со ангелите своји, и тогаш ќе му даде на секој според делата негови. Господ Исус ќе се врати во славата на небесниот Татко, и тогаш ќе им даде на луѓето според делата нивни, односно секој ќе добие што заслужил. Стих 28. Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, додека не го видат синот човечки како доаѓа во царството свое. Кога ќе го видат синот човечки како доаѓа во царството свое? Тоа ќе се случи во следната глава. Ако ја слушате следната епизода, ќе разберете што сакам да кажам. Но, за сега, само ќе ви дадам најава. Исусовото преображение на гората е всушност тоа за кое Господ Исус зборува во овој стих. Тука ќе го завршиме денешното проучување и следниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.